Чекав со процедуралното, баш ме интересираше што е она што ќе го каже Министерството за финансии по однос на потребата на донесување на овој закон и доволно ми беше тоа што го слушнав. Од прилика очекував дека тоа ќе се случи и меѓутоа сакав да имам една потврда на целата таа работа и од таа причина сакам да ја искоментирам денесната итна седница која што се закажа вчера, значи на 10 март, 67-та седница за 11 март со две точки на дневен ред: Предлог закон за изменување и дополнување на Закон за додадена вредност и Предлог закон за дополнување на Законот за акцизите. Во своето образложение Министерството за финансии кажа дека овој закон се носи по итна постапка за одложување на последиците од енормниот раст на енергенците, при тоа побара сите заедно да го заштитиме пред се економско ранливото население во државата и побара итно да бидеме итни, практични и конструктивни во донесувањето на одлуките. Па поради тоа морам да искоментирам дека пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата поднесе измени на Закон за акцизи, случајно или не има исто име како законот, а и по содржина е сличен со законот кој што вие го предлагате вчера итно, и Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за додадена вредност, случајно или не, исто така исто законско решение кое што во текот на вчерашниот ден го се поднесе. Меѓутоа разликата во сето ова е што поднесувањето на овие закони беше на 28.2, односно 12 дена пред денешната итна седница, во која што вие барате тука итно да се донесат овие решенија и да ги одложиме последиците од енормниот раст на енергенсите. Доколку навистина владата, Министерството за финансии сака ова да се случи, вие, како владеачко мнозинство, ќе прифатевте да не ги губиме овие 12 дена непотребно, туку амандмански ќе реагиравте на постоечкото законско решение и гужвите на бензинските, паниката меѓу луѓето, несигурноста кај граѓаните, неизвестноста на комбаниите, ќе го решевте, а тоа сега оди на ваше конто и е ваша и само ваша заслуга сето она што се случува. И сега денеска глумите загрижени дека вие ги спасувате граѓаните, а во суштина вие ги доведовте до овде. Доколку сакавте пред 2 недели овие измени ќе беа изгласани. Меѓутоа, не би рекол задоволни сме, добро е што прифативте и се направи притисок да се разговара на оваа тема, и јас би замолил да се провери добро во законите, да видиме и тоа да провериме да влегувањето во сила на овој закон биде, значи во преодни и завршни одредби, уште вечерва да излезе во Службен весник и да важи од текот на утрешниот ден. Кога веќе благодарение на вас изгубивме 2 недели, барем да ги спасиме граѓаните од утре, од сабота 00, да продолжиме со ова законско решение. Благодарам.